Кои се можните последици на светската економија и пазарите поради конфликтот што настана помеѓу САД, Израел и Иран, меѓутоа и возвраќањето на Иран кон арапските земји? Оваа ескалација на тензиите на Блискиот Исток всушност е уште еден шок во серијата шокови кои што, како знаете, ја погодуваат глобалната економија во последниот период. Настран од овој конфликт има геополитички тензии кои што се уште не се стивнати во други географски точки, а тоа се надоврзува и на релативно непредвидливиот амбиент во однос на трговските тензии, поради непредвидливоста на тарифите во глобалната трговија. Но она што досега можеме да го видиме низ призма на податоците дека глобалната економија покажува релативно силна отпорност заради добро осмислени политики, заради голема флексибилност и брза адаптација на приватниот сектор, меѓутоа и поради масовниот и брз пробив на новите технологии кои што зголемуваат продуктивноста на економиите. За жал, последните денови овој конфликт САД, Израел, Иран прерасна во поширок регионален конфликт и неговиот потенцијал за нарушување на глобалните економски тикови главно е лоциран во можноста за нарушување на снабдувањето со нафта и газ и зголемување на цените на овие енергенси. Како и при секоја криза, проценката на ефектите во голема мера зависи од време траењето на конфликтот. За сега е неизвестно, па утаму и сите економски сценарии кои што тиковно се прават за глобалната економија базираат на различни претпоставки за време траењето на војните операции. Едно сценарио е поекстремно сценарио, кое што претпоставува подолго време траење на војниот конфликт и подолго време траење на затворањето на тесницот, кој што, како знаете, преку кој што поминува некаде околу петина од глобалните тикови на нафта и газ. Во едно вакво сценарио, придружено и со оштетување на дел од инфраструктурата за производство на нафта и газ во овој регион, очекувањата се дека цената на нафтата на светските бирзи би можела да достигне и до $100 за барел. Второто сценарио е побенигно и според многу аналитичари е и многу поверојатно сценарио. Предпоставува ограничено време траење на овој конфликт, ограничена блокада на протокот на нафта и на газ низ тесницот и во овој случај цените на нафтата би можеле да достигнат, односно да се стабилизираат на нивото од околу $80 за барел. Вие веројатно и веќе знаете дека и во изминатиот месец на светските берзи имаше пораст на цената на нафтата од околу 12%, токму во очекување на пазарите на една ваква можна воена интервенција и со вчерашната и денешната реакција на пазарите на конфликтот, цената на нафтата се движи некаде околу $80 за барел. Ублажувачки ефекти од одлуката на ОПЕК земјите да го зголемат производството на нафта, иако како што гледате од ден за ден се менуваат околностите во однос на капацитетот за производство и на нафта и на газ согласно темпото и ширината на војните операции. Доколку се оствари ова второ сценарио, кое што е поверојатно и побенигно, во тој случај аналитичарите не очекуваат некои поголеми ефекти врз глобалната економија, ниту во однос на инфлацијата, ниту во однос на растот. Доколку пак сепак се материализира ова второ сценарио, кое што е поекстремно, во тој случај се разбира дека растот на цените на енергенсите може да доведе до повисока глобална инфлација, според некои процени и до 1% поен над она што тековно се очекувања, а во секој случај тоа би значило и поголема воздржаност и на инвеститорите и на потрошувачите, позатигнати финансиски услови и послаб економски раст. Иако ќе повторам уште еднаш дека сепак ова сценарио има помала веројатност да се случи. Сепак станува збор, на крај ќе кажам, за воени операции, за посложени контексти, геостратешки интереси и оттаму останува потребата внимателно да се следат сите трендови на светските пазари и во однос нормално на конфликтот и соодветно да се реагира. Какви последици би предизвикал овој конфликт врз македонската економија? Па, мислам дека на сите ни е јасно, кога сте мала и отворена економија, која што е увозно и енергетски зависна, вие не можете да останете изолирани од ваквите случувања. Вие ќе се сетите дека пред 4 години, во 2022 година, по избувнувањето на руско-украинската војна, ние се соочивме со еден исклучително голем енергетски удар. Цените на нафтата во тој период достигнаа до $130 за барел,
цените на газот и на електричната енергија достигна историски екстреми. Ова го споменувам само за да направам паралела со сегашниот контекст, каде што сепак вакви сценарија и вакви екстреми кои што може да предизвикаат значително забрзување на инфлацијата, сепак не се очекуваат. Инаку каналите преку кои што може да се пренесат овие глобални шокови врз нашата економија се веќе и познати и конвенционални. Првиот е директниот канал, ние сме увозници на нафта и на газ, со тоа светскиот раст на овие цени веднаш се пренесува и врз домашните цени на енергенсите, а потоа и на останатите цени, на останатите производи и услуги, кои што се енергетско сензитивни. Со оглед на тоа што сме увозници на нафта, се разбира дека растот и на газ, растот на овие цени, значи и поголеми обврски за увоз, што делува и на билансот на плаќање и на девизниот потенцијал во економијата и на девизните резерви. Вториот пункт на канали на пренос, тоа се индиректните ефекти, што би можеле да ги почувствуваме преку економските изгледи на нашите клучни трговски партнери. За нас тоа е Европската унија или еврозоната, од она што засега може да се процени некои поголеми ефекти од овој конфликт врз Европа не се очекуваат, се разбира доколку се оствари она по-оптимистично или по-бенигно сценарио, се очекува можеби благ пораст на инфлацијата, која што би била за околу 0,3-0,4% поени повисока од она што сега се очекува во Европа и маргинално понизок економски раст. Или со други зборови, ние би имале економско окружување надворешно кое што значително се разликува од ова што сега го имаме како окружување за домашната економија, гледано низ оваа перспектива. Меѓутоа, бидејќи сме централна банка, тоа што би сакала да го потенцирам и во контекст на претходните кризи и тоа што е многу важно е што и покрај последователните кризи, ние во континуитет демонстрираме способност за соодветна реакција на ваквите шокови. Што би значила таа способност во смисла на девизни резерви или... Така. Не само што успеваме да ја задржиме макроекономската и финансиската стабилност, туку и дополнително ја зајакнавме. Или со други зборови би кажала дека паралелно со справувањето со кризите, ние градиме простор и капацитет за да може да реагираме на нови шокови побезболно како што е овој шок. Па во тој контекст би кажала дека во овој период гледаме значително забавување на инфлацијата, која што тековна некаде околу 3% и тоа ни остава малку поголем простор и за реакција во вакви околности, но за нас, со оглед на тоа што водиме политика на стабилен девизен курс на динарот во однос на еврото, како клучно сидро за макроекономската стабилност, еден од главните параметри се девизните резерви, бидејќи преку нив се гледа нашата способност, нашиот капацитет, соодветно да реагираме на евентуални притисоци врз курсот. Девизните резерви тековно се некаде околу 70% над предпандемиското ниво. Значи, пред почетокот на серијата на кризи со која што се соочивме и според сите параметри во однос на адекватноста на резервите, тие се во комфортна зона за да можеме да превенираме и да реагираме на евентуални притисоци врз девизниот курс и се разбира еден од битните пунктови и финансиската стабилност, односно банкарскиот сектор, каде што исто така може да има преносни ефекти од потенцијални шокови, но тоа што е важно е што овој банкарски сектор не би удела низ конкретни бројки, туку генерално како констатација има биланси гледано преку квалитетот на кредитите, преку капитализираноста кои што се значително посилни во однос на ситуацијата или позицијата пред пандемиската криза. Значи генерално имаме подобри фундаменти или подобра иницијална позиција во однос на периодот пред пандемијата за да се справиме со кризи. Така да сумирано би кажала дека во моментот тешко е да се направат попрецизни сценарија, бидејќи економски, бидејќи тие ќе зависат од времетраењето и од интензитетот на конфликтот. Меѓутоа, она што е важно е дека засега дури и поекстремните сценарија се далеку поблаги од ударот кој што го видовме во 2022 година и уште еднаш би повторила дека во моментот како Централна банка имаме многу посилен капацитет и поголем простор за амортизација на евентуални шокови, дури споредено со предпандемискиот период и со кризите со кои што успешно се справивме. И оттаму можам да потенцирам дека нема никаква дилема во однос на просторот и нашиот капацитет да го задржиме континуитетот и на стабилност на девизниот курс и генерално макроекономската стабилност во земјата.
Дали ова инфлација што ја спомнавте во однос на евентуалните последици кон европската економија би била бројка што ќе ја засегне Македонија, односно инфлацијата кај нас? Сепак и граѓаните може во страв, во паника да почнат да извлекуваат девизни резерви или да купуваат девизни резерви? Во однос на инфлацијата, јас како што споменав, еден од каналите секако инфлацијата, и добро е што во овие поверојатни сценарии или бенигни сценарија не се очекуваат притисоци како во 2022 година, кои што би можеле сериозно да делуваат на инфлацијската динамика. Ефекти може да има, меѓутоа не со таков интензитет или таква силина каква што видовме во минатото. Во однос на реакцијата на граѓаните, точно е дека во периоди на кризе, за жал заради екстерни фактори, меѓутоа и заради различни шпекулации, се случувало да има епизоди на повлекување на депозити или конверзија од динари во девизи, меѓутоа тоа секогаш биле краткотрајни и ограничени и повторно ќе потенцирам, нема никаков ризик во однос на стабилноста на девизниот курс или во однос на стабилноста на банкарскиот сектор, која што би требала да испровоцира или да креира притисок за вакво однесување кај граѓаните.